I'm glad that we are again at the church together. Мило ми е што сме повторно заедно во црква And while my wife was singing, и додека пееше мојата сопруга, a question came into my mind. на ум ми дојде едно прашање. Why the men and women of God Зошто Божите луѓе, жени, who have the gift of singing кои што имаат дар на пеење and of creating music and lyrics и на создавање на музика и текст, do not put all the truth of the Bible in song? зошто не ја ставаат целата Божја вистина во песна? Because I realized Бидејќи сватив that you were more paying attention when somebody was singing than when somebody was speaking. Бидејќи сватив дека многу повеќе со внимание слушате кога некој пее, отколку кога некој зборува. It is nothing bad in this. Нема ништо лошо во тоа. God is the creator of art. Значи Господ ја создал уметноста. He created music and poetry. Тој ја создал музиката, поезијата. And we, as His creation, are responding to His creation, music and poetry. А ние како негови созданија одговараме на тоа негово создание, на музиката, на уметноста. Please understand this observation of mine Ве молам, разберете овој мој поглед, обзервација, as a challenge for you како предизвик до вас, to put in song and in poetry да the words of God, the words of the Bible. да во музиката и во поезијата го ставите Божјото слово, го искористите во музиката. And the next time when I will come here at you А следниот пат кога ќе ве посетам повторно, to have at least one piece of music and at least one poetry, да слушнам од вас барем една музичка точка и една поема about righteousness by faith. на тема оправдување со вера. Okay? Okay. Во ред. We study Friday evening and in this morning about righteousness by faith. Петокот вечерта и исто ова утро проучувавме за оправдување со вера. And we saw that the preaching of the gospel is marking the end of the time. И видовме дека проповедањето на евангелието е знак за последното време. But the preaching of the gospel is the preaching of righteousness of God by faith. Но проповедањето на евангелието е проповедање за Божјата правда која што доаѓа преку верата. And the righteousness of God is Jesus. А Божјата правда е Исус. So, the preaching of the real Jesus Значи проповедањето на вистинскиот Исус, to all tongues, kindred and peoples, значи на сите јазици, до сите народи, will луѓе, mark the end of this world. will Mark. Okay. Значи е знак ќе означи крајот на ова дело. This means that for this moment or until now, the Christian churches did not preach Jesus. Ова значи дека се до овој момент, значи се до сега, христијанските цркви не го проповедале Христа. And now is the time when the real Christian must stand up and preach Jesus. А сега е времето кога христијаните треба да станат и да го проповедаат Христа. Maybe someone of you will ask, Може би некој од вас ќе праша, why is so important this subject of righteousness by faith? зошто оваа тема на оправдување со вера е толку важна? It is something new in this subject. Дали има нешто ново во оваа тема, во овој предмет? Today, in this evening, we will answer to this question. Оваа вечер ќе одговориме на ова прашање. And I want to go in the Bible, in the book of Hebrew, chapter 4.
Затоа ќе отвориме најнапред во книгата на посланието до евреите, 4 глава, and read for there verse 2. и ќе го прочитаме вториот стих. The passage in the context is speaking about the people of Israel. Во контекстот се зборува за израелскиот народ. Now pay attention to verse 2. Значи обратите внимание на вториот стих. For unto us was the gospel preached as well as unto them. Зошто и ние ја чувме радосната вест како и тие. So what is written in the Bible? Значи што е запишено во овој стих? That the gospel is being preached to us Значи дека евангелието ни беше проповедано нам, as what was preached to them. како што им беше проповедано и ним. So the gospel was preached to the people of Israel. Значи евангелието им беше проповедано на израелците. Correct? Дали е така? The gospel was not preached for the first time by John the Baptist or by Jesus or by the disciples. Значи евангелието за прв пат не беше проповедано од Јован Крстител или од Исуса или од учениците. The gospel was preached to the people of Israel. Значи евангелието исто така им беше проповедано и на израелците. But if the gospel was preached to Israel, who was preached to Israel? Но ако им беше проповедано евангелието на израелците, тогаш кој им го проповедаше? The righteousness by faith was preached. Righteousness by faith was preached because righteousness by faith is gospel. Значи им беше проповедано оправдување со вера, затоа што нели оправдувањето со вера е евангелието. And also Jesus was preached to the people of Israel. А исто така им беше проповедан и Исус на израелците. Because the righteousness of God is Jesus. Затоа што Божјата правда, како што рековме или порано, е Исус. But I want to pay attention to what's follow in verse 2. Но ајде да се насочиме на она што следи во вториот стих, во текстот. So we go again in Hebrew chapter 4 Значи, Евреите 4 глава, and read what is following. во вториот стих. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Но немаа полза од словото што го чуја, зашто не беше придружено со вера кај оние кои го беа чуле. So the gospel, Значи евангелието, the righteousness of God, Божјата правда and Jesus, и Исус, all these were preached to Israel. сето ова му беше проповедано на Израел, But all this preaching did not profit for that church но сето тоа што им беше проповедано немаше никаква полза за нив, за таа црква тогаш. because it was not mixed with faith. Затоа што не беше помешано со вера. Do you understand? Дали разбирате? We have a people who had the most powerful light in the world. Имаме луѓе кои што People with the most powerful light in the world. Light. Light. Значи имаме луѓе кои што ја имале најмокната светлина во светот. But because of their unbelief, God could not work in their lives. Меѓутоа, поради нивното неверие, Господ не можел да работи преку нив. Now let's think at us. Да, сега се насочиме кон нас. We have the gospel. Ние го имаме Евангелието, We have the righteousness of God. ја имаме Божјата правда, We have Jesus preached to us. и Исус исто ни е проповедан. And if these things that they are not mixed with faith, Ако сето ова не е помешано со вера, the power from the gospel will not profit for me. силата на Евангелието нема да има никаква полза за нас, за мене. Do you understand? Дали разбирате? So God is providing us everything what is needed for our salvation. Значи Господ ни обезбедува се што е потребно за нашето спасение.
but is necessary that his whole system of truth be mixed with faith from me. Но неопходно е да целиот овој систем на верување биде помешано со мојата вера, вера од мојата страна. That this word can work in my life and in the life of the church. За да тоа слово може да има влијание во мојот живот и во животот на црквата. Now, Сега, when the Bible is speaking about Israel, кога Библијата зборува за Израел, often, very often, многу често the Bible is speaking about the father of Israel, Библијата ни зборува всушност за таткото на Израел, about Abraham. всушност за Аврам. And in this evening, we want to answer to a question. Оваа вечер ќе одговориме на едно прашање. Was the gospel preached to Abraham or not? Дали Евангелието му беше проповедано на Аврама или не? So let's begin our study. Да почнеме со нашето проучување. We are going in Genesis chapter 12, Ќе отвориме на почеток во Битие 12 глава and we will read the first 3 verses. и ќе ги прочитаме првите 3 стиха, значи Битие 12. Now the Lord has said unto Abram, Господ му рече на Авраама: Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Значи Господ му рече на Авраама: Излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом, и оди во земјата што ќе ти ја покажам. So stop here with reading. Ќе застанеме тука со читањето. God was speaking with Abram, Господ му зборува на Авраама and said to him, и му вели: Came out from thy country. Излези од својата земја. Please tell me, which was the country in which Abraham lived? Ве молам, кажете ми, која беше земјата во која што Аврам живееше? Ур. Ur was the city, thank you very much. Значи Ур беше градот, нели? Chaldea was the country, thank you very much. But Chaldea Халдеја has a беше name, земјата, нели? another name in the Bible. Give me that name. Но Халдеја Chaldea is another name. Значи, но Халдеја има друго име. Ќе ми го дадете ли? Бабилон. Babylon, thank you very much. Вавилон, значи, ви благодарам. So, the call of God to Abraham was Значи, повикот Божи до Аврама беше come out from Babylon. излези од Вавилон. Do you know another people which is called to come out from Babylon? Познавате ли некои други луѓе кои што исто така, до кои што исто така е испратен повикот да излезат од Вавилон? Another people. This is Lot. Yeah. Lot's part. Yeah. Relation. Okay. Let's open the Bible then Ајде тогаш да отвориме во Библијата in Revelation chapter 18. во Откровение 18 поглавје. Revelation chapter 18. 18 поглавје Откровение, познати стихови. Please look at verse 2. Втори стих. And he cried mighty with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become an habitation of devils. И извика со силен глас, велејќи: падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште. Now please look at verse 4. Погледнете го сега и 4 стих. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people. И чув друг глас од небото да вели: излезете од неа, народе мој. In the book of Revelation, Во книгата на Откровението, God is speaking about the people Господ ни кажува за луѓе who is called to come out of Babylon. кои што се повикани да излезат од Вавилон. Come out of her, my people. Излезете од неа, народе мој, вели стихот.
And which is this people? А кои се овие луѓе? The remnant. The remnant. Now, here we can discuss a lot. Овде можеме многу да дискутираме. Many of us will say that this message is not applied to the Seventh-day Adventist Church. Мнозина од нас може да кажат дека оваа порака можеби не се однесува до адвентистичката црква. And maybe they have right, И можеби се во право, but maybe no. но можеби и не се во право. I will explain why. Ќе ви објаснам зошто. If we are looking in Revelation chapter 14, Ако погледнеме во Откровение 14 глава, verse 14 and 15, 14 и 15 стих од 14 глава, значи. we see Jesus coming on the cloud of heaven. Го гледаме како Исус доаѓа на небесниот облак. Please open the Bibles and look there. Отворете во 14-то поглавје и погледнете 14 и 15 стих. We won't read to gain time, but please look there. Значи нема да ги прочитаме стиховите за да не трошиме време, но погледнете. Some verses up, starting with verse 6 till verse 12, Значи, ако погледнете погоре, почнувајќи од 6-тиот па до 12-тиот стих, you will see that God is sending 3 angels with 3 messages for the whole world. ќе видите дека Господ испраќа 3 ангели со 3 пораки до целиот свет. Look please at verse 7, if I remember correctly. 14? 14 with 7. Значи да отвориме во Откровение 14 глава, 7-иот стих. Tell me with what kind of voice did the angel spoke? Кажете ми со каков глас зборува овде ангелот? With a loud voice. Thank Чи you со very much. силен глас. Look please at verse 8. Погледнете сега во 8-иот The стих. second angels, with what voice did he speak? Со каков глас сега се обраќа вториот ангел? The Bible says nothing about a loud voice. Овде Библијата не ни кажува за силен глас, не спомнува. But his message is about the falling of Babylon. Но пораката, втората порака е за падот на Вавилон. But it's not with a loud voice. Но немаме силен глас овде спомнат. Now please look at verse 9. Погледнете сега 9-тиот стих. With what voice did the third angel spoke to the people? Со каков глас сега се обраќа третиот ангел до луѓето? Again with a loud voice. Thank you very Повторно much. со силен глас, ви благодарам. Now, going back to Revelation chapter 18, Одиме повторно во Откровение 18 глава. look at verse 2 and please tell me with what kind of voice did the angel who spoke about the fallen of Babylon in chapter 18 spoke? Повторно го гледаме вториот стих и сега кажете ми со каков глас се обраќа ангелот овде кој што го најавува, нели, зборува за падот на Вавилон. With a loud voice. It's a Повторно, strong voice. значи, со силен глас. So you see, Значи, we have the first and the third angels with a strong voice, гледаме дека првиот ангел и третиот ангел зборуваат со силен глас. but the message of the second angel Но пораката на вториот ангел is preached with a strong voice only when the fourth angel from Revelation 18 appears. Значи, пораката на вториот ангел е изговорена со силен глас само откако ќе се појави четвртиот ангел од 18-тото поглавје. And when he does this, И кога го прави ова, when the three angels' messages are united with the fourth angel, кога тројната ангелска вест или порака е соединета со четвртиот ангел, пораката на четвртиот ангел, the work of God upon earth will be almost finished. Божјото дело ќе биде скоро завршено на земјата. Now, Сега, the first angel is presenting in the Bible as having the everlasting gospel. првиот ангел ни е представен во Библијата дека го има вечното евангелие.
So if he preached the gospel, he also preached righteousness of God by faith in Jesus. Значи, ако го проповеда Евангелието, тогаш ја проповеда и Божјата правда и Исус. And we know that he's doing this because he's preaching about the judgment hour, about the sanctuary. А знаеме дека тоа е така, бидејќи овде се спомнува и почетокот на судот, часот на судот. So the first И angel светилиштето, да. is preaching to the world righteousness by faith. Значи, првиот ангел проповеда до светот оправдување со вера. Now, when the second angel is speaking about the falling of Babylon, Сега, кога вториот ангел зборува за падот на Вавилон, we must be sure мораме да бидеме сигурни that this angel is speaking about those дека овој ангел зборува за оние who did not receive the righteousness by faith message. кои што не ја прифатиле, не ја примиле пораката за оправдување со вера. You understand? Дали разбираме? So we have two groups of people. Значи имаме две групи на луѓе, Those who are listening the first angel's messages, who put all our attention to Christ in his sanctuary, оние кои што ја слушаат првата ангелска вест и целото внимание го насочуваат на Христа и на неговата служба во светилиштето, and this message и оваа порака will prepare people who will stand in righteousness of Christ. ќе подготви еден народ кој што ќе стои во Божјата правда, цврсто во Божјата правда. Those who do not accept this message are named Babylon. А оние кои што не ја прифатиле оваа порака, се именувани како Вавилон. Tell me, their righteousness stands on what? Кажете ми на што сега се заснува правдата на овие вториве? On? Works? Vatican. Yeah, thank you very much. Perfect. Ви благодарам. But Супер. I want further. Но нешто понатаму подлабоко. Which is the righteousness of Vatican? Која е правдата на Ватикан? It is righteousness by works. Тоа е правдата со дела, заснована на дела. Оправдување со дела. Now, if in this church Сега, ако во оваа црква there is one Adventist постои еден адвентист who lives by works, кој што живее таков стил на живот, значи со дела, tell me the message to go out of Babylon, it's applied to him? дали пораката излезете од Вавилон се однесува на него? So you understand? Дали разбирате? To be Adventist Да се биде адвентист does not mean that you are not practicing Babylonian religion. To be Adventist, значи да се биде адвентист it not means не значи that is not I'm not practicing Babylonian religion. значи да се биде адвентист, тоа не значи дека јас не практикувам, не живеам вавилонска религија. I can be an Adventist Можам да бидам адвентист, and live by works. а да живеам со дела, значи да се оправдувам преку дела. But the righteousness of works Но оправдувањето преку дела is not received by God. не се прима од Бога. Now, the third angel message Сега, третата ангелска вест is also about righteousness by faith. исто така се однесува за оправдување со вера. And we can see this in verse 12, А ова можеме да го видиме во 12-тиот стих, where the Bible is telling us about the people who has the faith of Jesus and is keeping the commandments of God. каде што Библијата ни кажува за луѓе кои што ги пазат Божите заповеди и имаат верата Христова. And we know that we cannot keep the commandments if you do not have the faith of Jesus, so we don't have the righteousness by faith.
А знаеме дека не можеме да ги пазиме Божите заповеди без да имаме верата Христова. И на тој начин не можеме да се оправдаме со вера, преку вера. Now I want you to give attention to a passage from Ellen White. Би сакал да ви го свртам вниманието, да ви го насушам вниманието кон еден цитат од Елен Вајт. It was written in Review and Herald, 1st of April 1890. Кој што беше запишан во списанието Преглед и гласник 1 април 1890. Please read it on you. Еве како гласи. Неколкумина ми напиша, любопитно прашувајќи, дали пораката за оправдување со вера е третата ангелска вест? А јас им одговорив, да, тоа навистина е третата ангелска вест. So you understand? Дали разбираме? The first angel is preaching the gospel. Првиот ангел го проповеда Евангелието. So he's preaching the righteousness of God by faith. Значи, ја проповеда Божјата правда преку вера. The second angel is speaking about those who do not receive this righteousness. Вториот ангел ни зборува за оние кои што не ја прифатиле таа правда. And the third angel is coming and speaking again about righteousness by faith. А третиот ангел повторно доаѓа и ни зборува за оправдувањето со вера. And all these И сето ова in the context of a scream from God. Scream. Loud voice. А сето ова во еден контекст на силен глас кој што доаѓа од Бога. Гласната вика, гласниот повик, да. Loud cry. Did you mean? Not loud cry, not Okay. loud cry, only scream. As somebody who is scared Okay. about something and scream to him, go back. Окей, значи So, Божиот силен глас, come out of her, my people. кој што вика, излезете од неа, народе мој. When God is telling to his people, come out of her, my people, Кога Господ се обраќа до својот народ и вели, излези од неа, народе мој, he is preaching the righteousness by faith. тој го проповеда оправдувањето со вера. Do you understand? Дали разбирате? Because we started with Abraham. Нели почнавме со Аврам? And we said, we read in the Bible that Abraham was called to come out from Babylon. И видовме дека во Библијата дека Аврам беше повикан да излезе од Вавилон. And because I asked you if you know about another calling from Babylon and you didn't give me the answer, I made the... А нели ве прашав дали познавате друга група на луѓе кои што исто така примеле повик за да излезат од Вавилон? И вие не ми дадовте баш одговор. I took some time to explain this. И затоа си зедов за право време да ви го објаснам ова. And now we go back to Abraham. И сега се враќаме повторно кај Аврам. And I asked again the question. И ќе ви го повторам повторно прашањето. Abraham was called to come out of Babylon. Аврам беше повикан да излезе од Вавилон. Do you know another people which is called to come out of Babylon? Дали сега познавате некој друг народ кој што е повикан да излезе од Вавилон? And the answer is yes. Одговорот е да. If we are living our righteousness and not the righteousness of God, we are called to come out of Babylon. Ако ние живееме со своја правда, а не со Божјата правда, тогаш исто така тој е повик упатен до нас, да излеземе и ние од Вавилон. So, we hear from the mouth of God the Значи, calling to go out from Babylon. од Божјата уста ние го слушаме повикот да излеземе од Вавилон. And in the same time, we hear from the mouth of God the preaching of the gospel. А во исто време од неговата уста го слушаме Евангелието. Now, we go back to Genesis chapter 12. Сега се враќаме во Битие, прва Мојсиева, Don't 12 глава. Don't lose from your mind what we have said until now. Немојте да го изгубите од вид ова што до сега го кажавме. Read verse 2 and 3. Да ги прочитаме вториот и третиот стих. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shall be a blessing. Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов.
And I will bless them that bless thee, and curse him that cursed thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Третиот стих. Јас ќе ги благословам оние кои ќе те благословуваат, а ќе ги проколнам оние кои ќе те проколнуваат. И во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Please look in the Bibles. Ве молам, погледнете во Библиите, Don't look to us. немојте да гледате во нас. Look at the verse 3 at the end, Погледнете го при крајот, третиот стих, because I have a question. бидејќи имам прашање за вас. A easy or a hard one? Лесно или пак може би тешко? Please tell me, Ве молам, кажете ми, what did God intended to do што имал намера Господ да направи, when he said to Abraham, кога му рекол на Авраама, in thee shall all families of the earth be blessed? во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Каква намера имал Бог? True Christ. He spoke about Jesus Christ, okay. Добро, Исус Христос, во ред. Something else? Нешто друго да ви текнува? So the answer was very good, Одговорот е одличен, but I need some more things. ама ми треба уште нешто. Covenant. Okay. Please go with me in Galatians Ке ве замолам сега да отидеме, да отвориме во Галатјаните, chapter 3. трета глава, And from there we will read together verse 8. а од таму ќе го прочитаме 8 стих. Трета глава Галатјаните, 8 стих. So Galatians 3 with 8. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. А и писмото предвиде дека Бог преку верата ги оправдува народите и однапред му го навести Евангелието на Аврама. Во тебе ќе бидат благословени сите народи. God was preaching the gospel to Abraham. Господ му го проповедал Евангелието на Аврама, When God called Abraham to come out of Babylon, кога Бог го повикува Аврама да излезе од Вавилон, he preached to him the gospel. му го проповедал Евангелието. When God is calling his people and of the end of time to come out of Babylon, Кога Господ го повикува народот на крајот на времето да излезе од Вавилон, he will preach to them the gospel. им го проповеда исто така Евангелието. And Brother Yanni had right И брат Јани беше во право, when he said that was Jesus that was preached here. кога рече дека овде се проповеда Христос. Because the preaching of the gospel is the preaching of Christ. Бидејќи проповедањето на Евангелието е всушност проповедање на Христа. The preaching of the gospel is the preaching of righteousness by faith. Проповедањето на Евангелието значи проповедање на пораката на оправдување со вера. Let's see this. Ајде да го видиме ова. We are going in Facts, chapter 3. Which book? Facts. Acts. Acts. Sorry. Dela Acts, apostolski? chapter 3. Verse I thought it was- 25 and 26. Which? Chapter 3. Значи трето поглавје од Дела апостолски 25 и 26 стих. Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindred of the earth be blessed. 25 стих. Вие сте синови на пророците и на заветот, што Бог го склучи со вашите татковци, кога му рече на Авраама, во твоето семе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. So,
Значи, when God was telling these words to Abraham, he was preaching Christ and he made with him a covenant. значи кога Господ му ги кажува овие зборови на Аврама да излезе од Вавилон, му го проповеда Христа и And they made with him a covenant. и исклучил завет со него. So you understand? Дали разбираме? Christ and the covenant. Го имаме Исуса и го имаме заветот. The words of God were, Божите зборови беа in thee во тебе all the families of the earth shall be blessed. сите народи на земјата ќе бидат благословени. What means blessed? Што значи да бидат благословени? There are coming a lot of preachers. To be blessed means to have a lot of money. Многу проповедници велат да бидеш благословен значи да имаш многу пари. In Romania there is one guy, is a motivational speaker, Во Романија имаме еден мотивационен говорник who is having seminaries about how the Bible is teaching us how to make money. кој што држи семинари за тоа дека Библијата не учи како да направиме пари. And really I don't know how to do, to cry or to laugh. И навистина зачуден сум и не знам што да правам, дали да се смеам или да плачам на вакво нешто. Because the situation is something unimaginable. Затоа што ова е нешто незамисливо. Now, let's let the Bible to answer what means this blessing. Да и дозволиме на Библијата да ни одговори што значи да бидеш благословен. Please look at verse 26. Еве да го погледнеме 26 стих. Unto you first, God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. Бог првин вам ви го воскресна својот слуга Исус и ви го испрати за да ве благослови со тоа што секого од вас ќе го одврати од вашите зли дела. So what it means, this blessing, in thee all the families of the earth shall be blessed. Значи повторно, што значи дека ќе бидат благословени сите народи на земјата во Авраама? It's about turning. Значи се однесува на одвраќање from our sins. Turning from our sins, iniquities. Yes. Значи одвраќање од нашите греови, од нашите беззаконија. That means righteousness by faith. Тоа значи оправдување со вера. Одвраќање од нашите зли дела, како што е листите. Can we be turned from our sins, iniquities, if you don't have the righteousness of God? No. Можеме ли да се одвратиме од нашите греови ако ја немаме Божјата правда? Не е возможно такво нешто. So we must understand that the same calling Затоа мора да разбереме дека истиот повик as that made to Abraham is made to us today. оној ист повик кој што му беше упатен на Аврам, не е упатен и нам денес. And the same gospel that was preached to Abraham must be preached today. It is preached by God to us today. И истото евангелие што му беше упатено и проповедано на Аврама, ни се проповеда и нам од страната на Господ. But we saw that when God told these words to Abraham, he made with him a covenant. Но веќе видовме дека кога Господ му се обраќа со овие зборови на Аврама, тој исклучил завет со него. Now I will make a declaration. Изјава, ќе дадам изјава. And you will say if it is true or false. А вие кажете ми дали е вистинита или не. I will put the basis and after that I will make the declaration. I will put the basis. Значи ќе ја поставам основата, а потоа ќе дадам изјавата. God is preaching to Abraham the gospel and is calling him to go out from Babylon. Значи Господ му го проповеда евангелието на Аврама и го повикува да излезе од Вавилон. God is preaching to us the same gospel and is calling us to come out of Babylon. Господ и нам ни го проповеда истото евангелие и не повикува да излеземе од Вавилон. When God told these things to Abraham, he made with him a covenant. Кога Господ ова му го кажал на Аврама, склучил завет со него. Now the declaration.
сега изјавата. The covenant made between God and me Заветот направен, склучен меѓу мене и Бога, must be identical, the same covenant that God made with Abraham. мора да е истиот завет кој што Господ го склучил и со Аврама. And we cannot be saved if we do not enter in the Abrahamic covenant. И ние не можеме да бидеме спасени ако не влеземе во овој завет со Аврама. True or false? Дали ова е вистинита изјава или не? True. Please listen to 4 passages from Ellen White about Еве сега да послушаме 4 цитати од Елен Вајт во врска со Аврамовиот завет. Okay. Заветот случај со Аврама, да. First of them, Youth Instructor, September 22, 1892. Добро, првиот е од списание ли, што е тоа, Youth Instructor, да. Да, за млади, списание за млади, септември 22, 1892. There is hope for us only as we come under the Abrahamic covenant. За нас има надеж само ако дојдеме под Аврамовиот завет. So, Значи there is hope for us има надеж за нас only if само ако, we come under Abrahamic covenant. значи ако се најдеме, ако дојдеме под Аврамовиот завет, Which is the covenant of grace by faith in Christ. кој е завет на милоста со вера во Исуса Христа. The gospel preached to Abraham, through which he had hope, Евангелието кој му беше проповедано на Авраама, преку кого тој имаше надеж, was the same gospel that is preached to us today, through which we have hope. беше истото Евангелие кој ни се проповеда нам денес, преку кого ние имаме надеж. So in this evening, Значи оваа вечер, the Holy Spirit is asking us, Светиот Дух ни поставува прашање. under which covenant have you lived until now? Под кој завет сме живееле до овој момент? Have you lived under the Abrahamic covenant Дали сме живееле под Аврамовиот завет or under another covenant? или пак под некој друг завет? I want to tell you my experience. Сега ќе ви кажам моето искуство, When I stayed face to face with the word of the gospel, кога се соочив лице в лице со Евангелието. I must, in the past, I said in the past, it must be admitted by me. It must be admitted by me. I must admit in the past. Значи, морам да признам That I was living in my covenant with God. Значи, зборува за своето минато, морам да признам дека живеев во некој свој завет со Господа. Which was so. Кој што беше? God, I promise to you Кој што изгледаше вака. Господе, ти ветувам that I will abstain from coffee, drugs, alcohol, cigarettes. дека ќе се воздржувам од кафе, дрога, цигари. God, I promise to listen you. Господе, ти ветувам дека ќе те слушам. I promise to believe in your church. Ветувам дека ќе верувам дека ќе верувам во твојата црква. I promise. 13 times I said, I promise. 13 пати ти ветувам. But one day, I met Jesus and His gospel, Но еден ден се сретнав со Христа и со неговото Евангелие, in which I was finding that is not my life, my eternal life, is not depending on каде што увидов дека мојот вечен живот не зависи од, is not depending on my promises, не зависи и не се заснова на моите ветувања, but on the promises of God. туку се заснова на Божите ветувања. That's the difference. Тоа е разликата. I'm not saying that is wrong to believe in
the church of God, of Christ. Значи, не велам дека е погрешно да не верувате, That значи, is во wrong, Божјата црква. do not eat pork or drink alcohol. No, it's not. Everything is good. Јадење свинско и така натаму, сето тоа е во ред, нели, да не се прави. The problem was that I promised to God that I will be. Но проблемот беше во тоа што јас му ветував на Господа, дека јас ќе го правам тоа. But in the Abrahamic covenant, Но во Аврамовиот завет, God is making the promise. Господ ги дава ветувањата. That's why Токму затоа, it was necessary for God to change the covenant made at Sinai. беше неопходно за да Господ го смени, го промени заветот кој што беше направен на Синај. And Скупштина Синај. maybe in the future we take time to study this subject. Значи, може би во иднина ќе си земеме време да проучуваме на ова тема, But for now it's enough for us to know но засега за нас е доволно да знаеме, that our salvation, our redeeming, значи нашето спасение, нашиот откуп is not based on my promises, не се заснува на моите ветувања, on my righteousness, на мојата праведност, but on His promises туку на неговите ветувања and on His righteousness. и на неговата правда, And праведност. you see, if I want to speak with somebody, let's say that I speak with my brother about his problem, Кога би сакал да разговарам со некого, со мене во врска со мој некој проблем, or vice versa, he is speaking with me about my problem, или обратно, јас разговарам со него во врска со негов проблем. and he is telling me something which I do or think wrong, И јас му кажувам за некои нешта за кои што тој смета дека не се во ред. tell me, it is easy for me to accept his opinions, his idea, Кажете ми дали е лесно за мене да ги прифатам неговите идеи, неговите мислења, his observation, his willingness to help me? значи неговата желба да ми помогне, Will I accept him? дали би го прифатил тоа? It's not so easy. Не е баш лесно, нели, да се прифати. But if he is speaking with me Но ако тој мене ми се обрати about your problems, и ми кажува во врска со некој ваш проблем, which is the same with mine problems, кој што е ист, идентичен со мојот проблем, it will be more easy for me to see your problems than my problem. But they are the same. ќе ми биде полесно да јас го согледам вашиот проблем отколку мојот, иако нели тие се исти, станува збор за ист проблем. Have you understood? Дали го разбравте ова? Yes or no? Да или не? Yes, everybody? Дали сите го разбра ова? Okay, that's why Токму затоа I won't speak about our problems. I won't speak. че јас нема да зборувам за нашиот проблем, I will speak about other church of God and her problems. затоа ќе зборувам за некоја друга црква и за нечии други проблеми. But please understand, it is the same with us. Меѓутоа разберете, истото е и со нас. Let's turn the Bible in Romans chapter 10. Да отвориме во Римјаните 10 поглавје. And for there we will read first 3 verses. Од 10 поглавје на Римјаните ќе ги прочитаме првите 3 стиха. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Браќа, желбата на моето срце и мојата молитва кон Бога за нив е да се спасат. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Зошто сведочам за нив дека имаат ревност за Бога, но без правилно знаење. For they, being ignorant of God's righteousness
and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Имено не знаејќи што е Божјата правда и сакајќи да ја воспостават својата собствена, не и се покорија на Божјата правда. So this church of God, Значи оваа Божја црква, to whom the gospel was preached from the beginning of her, from Abraham, на која што и беше проповедано евангелието уште од самиот почеток, уште од Аврама, because did not understood the righteousness of God, бидејќи таа црква не ја разбра Божјата правда, they've created another righteousness, тие си воспоставија друга правда, their righteousness. својата собствена правда. And Paul is praying for them because he knows А Павле се моли за нив, бидејќи знае that if they remain in their righteousness, God cannot save them. бидејќи ако останат во својата собствена правда, Господ така не може да ги спаси. So the biggest question for this Sabbath Значи, најголемото прашање за оваа сабота is, е, I, јас, under which covenant под кој завет јас and under which righteousness do I live? и под чија правда јас живеам? It's a challenging question. Предизвик е ова. Ова вакво прашање е вистински предизвик. But please, Но ве молам, think and answer. размислете и одговорете. Not now speaking with me, Не мора да ми одговарате на мене, but speaking with God. туку во ваш приватен разговор со Господа. I'm looking back in my history. Кога ќе погледнам во мојот поранешен живот, Some years ago, пред неколку години, I was at my wife's grandmother and father, че јас бев кај дедото и бабата. in my free mouth from working in conference that I was working. Значи, за време на одморот што го имав, додека работев во конференцијата, I was the director of Voice of Hope Radio in the city in which I live. значи јас бев директор на радиото Гласот на надежта во градот каде што живеев. I was the director of another department. It was a department of correspondence study school. Исто така бев директор и во еден друг оддел, тоа во дописна библиска школа. And there, for some weeks, I have made some studies in the Bible. И таму тогаш проучував во Библијата, Studying the everlasting gospel. проучував за вечното Евангелие. And I discovered И открив that I'm living my own righteousness. дека јас живеам своја правда, That I'm living in my own covenant. дека живеам под некој свој собствен завет. It was very, very hard for me to accept what the Holy Spirit was telling me as I read the Bible. Беше навистина тешко за мене да признам, да го прифатам она што Светиот Дух ми го говореше преку Библијата додека проучував. There took some days until I accepted. Беа потребни неколку денови додека да го прифатам тоа. And I know that your struggle will be the same. И знам дека и вие би се нашле во една исто таква ситуација. But Но there is victory after you take the decision. Но откако ќе донесете одлука, доаѓа победата. And I'm not telling this only from my experience. И ова не ви го кажувам само од моето собствено искуство. I've told you Friday evening about boys and girls. Ви кажав вчера вечерта за Boys and girls
who are meeting with the gospel, Да, ви кажав, значи, за момчиња и девојки кои што се соочуваат со Евангелието, се среќаваат со Евангелието, with the righteousness of God by faith. со Божјата правда, преку вера, And they take the decision to let their life and turn to God. и донесуваат одлука да значи да го предадат својот живот и да му се предадат на Господа. They are in the church. Тие се во црквата, дел од црквата, They don't have a religious life. They are not living religion in the church. They are going to bars, disco. аха. Значи, ама не живеат побожен живот. Значи се во црквата, меѓутоа не живеат побожен живот. But when they meet with the gospel, they change their life. Меѓутоа кога се сретнаа со Евангелието, се соочија со Евангелието, тоа го промени нивниот живот. It's not necessary when a boy or a girl meets with Jesus to tell him, don't go to theater. Значи не е неопходно кога момче или девојка кај се сретне со Христа да му биде кажано немој да одиш во театар, значи. Because when that boy or girl meets Jesus, he or she will stop going to theater. Бидејќи кога тоа момче или таа девојка ќе се сретне со Христа, веднаш и ќе престане да оди во театар. Why I will explain why I give this example. Ќе ви објаснам зошто давам еден ваков пример со театар, значи. Romania has two specialist scholars in occultism. Во Романија имаме двајца познати сколари во областа на окултизмот. Both of them are known globally. Значи и двајцата се глобално познати. One of them is Mircea Eliade. Maybe you know him. You heard about him. Еден од нив е Мирче. Okay. Може би сте слушнале за него. In one of his journals, daily journals, Во еден од неговите списанија, во едно од неговите списанија, he wrote about the origin of theater. тој пишуваше во врска со потеклото на театарот. And he demonstrated there И таму that theater in the moment of its appearance и таму опишуваше дека театарот во моментот на his development in appearance, when he began to exist, во моментот на својот зачеток, he was strongly connected with the cult of the dead. беше многу силно поврзано со култот на мртвите. Please go home, Ве молам, одете дома and if you speak English, и ако зборувате англиски, on Google на Google write theater, напишете театар the cults of the dead, и култот на мртвите. and you'll find a lot of websites demonstrating this. И ќе пронајдете еден куп веб-сајтови каде што се опишува ова, се кажува за ова. Now the problem is that the theater has entered in our church. Сега проблемот е што театарот има навлезено во нашата црква. So something that in the beginning was associated with the cult of the dead, Значи нешто што на почетокот било поврзано со култот на мртвите, it is used now in this church сега се користи во црквата as a method of preaching. како метод на проповедање. You understand? Дали разбираме? Come out of her, my people. Излезете од неа, народе мој. There is only one message that must be preached for our youth, both boys and girls. Че постои и само една порака која што мора да им се изнесе на младите, и девојките и момчињата, That will help them. која што може да им помогне. The righteousness of God by faith. Божјата правда преку вера. There is only one message
that can save the parents of the youth. Постои една единствена порака која што може да ги спаси и родителите на тие деца. It is the same. Истата порака. It was preached to Abraham. Му беше проповедано на Аврам, It was preached to his people. и беше проповедано до неговиот народ, It is preached at the end of time. и се проповеда исто така и во последното време. Israel did not accept the offer of God Израел не ја прифати таа понуда од Бога, because they have a problem understanding the difference between faith and works. бидејќи има проблем да разберат разликата меѓу верата и делата. So our challenge for Пред- now on Предизвик за нас е is to study the difference between faith and works. од сега па понатаму да ја проучуваме токму таа разлика меѓу верата и делата. And always when we open the Bible И секогаш кога ќе ја отвориме Библијата, to ask God for wisdom. треба да го прашаме, да бараме мудрост од Господа. We will read two more verses. Ќе прочитаме уште два стиха. James chapter 1 Јаков, прва глава, verse 5. 5 стих. Chapter 1 verse 5 is Jacob, yeah? Јаков 1:5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that gives to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. So if we need wisdom, Значи, ако ни е потребна мудрост, let's ask from God. тогаш да ја побараме од Господа. Now, let's go in Isaiah Сега да отвориме во Исаија, chapter 54, 54 глава, verse 13. 13 стих. And all thy children shall be taught of the Lord. Сите Господови синови ќе ти бидат ученици, ќе бидат поучени од Господа. Who shall be our teacher? Кој треба да биде наш учител? God, God. through Jesus. Да, Now, Господ преку Исуса. I said two, will be three. Реков два стиха, меѓутоа ќе бидат три. What is the last? First Corinthians Прво послание до Коринќаните, chapter 1, прва глава, verse 30. 30. Стих 30. Прва глава Коринќаните. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. Од него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување. All Сите, ама баш сите, must be Jesus. All must be Jesus and nothing me. Значи се треба да биде Исус, а ништо од мене, ништо мое. Everything which is a mixed composition, Се она кое што е на некој начин мешавина, it's righteousness by works. значи оправдување со дела. The righteousness by faith Оправдувањето со вера is all Jesus, значи nothing me. се е Исус, ништо од мене, ништо од самиот мене. Jesus was made for me wisdom, Исус стана за мене мудрост, righteousness, праведност, sanctification. посветување, And believe the Bible, we need
nothing more. И не ни е потребно, ако веруваме на Библијата, значи не ни е потребно ништо повеќе од ова. Because Бидејќи, when we search first the kingdom of God, кога прво го бараме Божјото царство, who is righteousness, кое што peace and joy, е правда, мир и радост, all other things се останато will be given to us added. ќе ни се додаде. But if we seek first the other things, Но ако прво ги бараме оние другите нешта, we can wish to have heaven, but we will not have. ќе го посакуваме небото, меѓутоа нема да можеме да го имаме. So we must learn to search first the kingdom and the righteousness of God. Затоа треба да научиме прво да го бараме, да го бараме Божјото царство и неговата праведност. May God help us to do this Нека Господ ни помогне во ова and help us to study the Bible as never before. и нека ни помогне да ја проучуваме Библијата како никогаш порано. Don't forget about Paul in his last days. Немојте да заборавите на Павле и она што Сабајлево го слушавме за неговите последни денови од животот. He asked for the Bible. Тој ја побара Библијата, Словото. We are living the last days of this planet. Ние живееме во последните денови од историјата на оваа планета. We must ask for the Bible. Мораме да ја бараме Библијата. Don't forget the Bible. Don't forget it. Always to be with you. Немојте да ја заборавате Библијата, секојаш нека биде со вас. We will use the next days Следните денови, to study the Bible. значи ќе учиме и ќе проучуваме Библијата, But the next days we will have an end. So we'll study for 5 days, but Okay. after that Yeah. it will stop. Значи ќе проучуваме во наредните денови Библијата, меѓутоа, нели, секое проучување има и крај, But your study from the Bible но вашето проучување на Библијата must not have a stop. не смее да има точка, значи не смее да заврши. You begin today Денеска започнете and you will never finish to study the words of God. и немојте никогаш да го оставате Словото. Please understand me. Ве молам, разберете ме. Never. Никогаш. Never does not mean that we will stop studying when Jesus will come. Тоа никогаш не значи дека Исус кога ќе дојде па ќе престанеме да проучуваме. The gospel, Евангелието, the plan of salvation, планот на спасението, the redeeming of the man and woman откупувањето на човекот, на жената, will be the signs of those who will be in heaven. Will be the science, the universal science. Тоа ќе биде предмет на проучување, значи за оние кои што ќе бидат спасени, да, за сета вечност. Science. It is really Наука. it is a science. 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 Наука. Не. Believe me. Верувајте ми, навистина тоа е на наука. I have a diploma of engineer in electronics and telecommunication. Че јас сум дипломирал, имам диплома од електрокомуникации, But this is not a science. но ова не е наука. I have a diploma of master in arts in Jewish and in culture and historic Jewish. Yeah. Значи имам диплома и од еврејската култура лично. But this is not a science. Но ова исто така не е наука. And believe me. И верувајте ми, So I have a diploma in engineering. значи имам диплома по And инженерство, да. I know what is a transistor И знам што представува транзистор or a digital circuit или дигитален круг, or a church coupled device. CCD from your photo camera, electronic one. CCD, добро, вред, Okay. тоа се веќе некои стручни It's термини. very simple. Многу едноставно.
there is silicious and germanium. There are two minerals from the earth. Значи силициум и германиум. Силициум, германиум, да, два минерала. So there are two things from the creation of God Тоа се две нешта кои што Господ ги создал, with whom the people are playing. со кои што луѓето си поигруваат. So God creating them Господ ги создал, and his children are playing with his dust. а неговите деца си играат со тие нешта, со него, I hope to со, translate со it. неговата прашина. Dust. Даст ја. That is human science. Тоа е човечка наука. Playing in the dust. Си играат со правта, правот The земски. real science Но вистинската наука is the process of transforming of humanity Вистинската наука се состои во процесот на трансформирање на човештвото from sinners од грешници to perfect in Christ. во совршени во Христа. This in the Bible is called the mystery of godliness. Ова во Библијата се нарекува тајната на побожност. So take your block notes and your pens Затоа земете ги своите бележници, своите пенкала, because from tomorrow we will begin to learn to make lines and signs about this science. затоа што од утре ќе почнеме да бележиме и линии, и црти во врска со оваа наука. At university or an academy, we will go after we go in heaven. It's real. What kind of university? The real university. Значи can you repeat this? I will repeat. So, we are now taking notes about lines and signs. Okay. The university of this science, we will be studied in this university only when we arrive home in heaven. Значи дека тука ќе почнеме, меѓутоа ќе завршиме дури на небо. Факултетот ќе го завршиме на небо. Okay, it was simple. Yeah. Okay. Believe me, Верувајте ми, it will be so. ќе биде така. In the next days, you will see that it is so. Во следните денови ќе видите дека е така. We have a wonderful Father, Имаме прекрасен татко, a wonderful friend and Savior, Jesus, прекрасен пријател и спасител Исус. and the wonderful Holy Spirit working for us and in us. И прекрасен Дух Свети кој што работи преку нас и во нас. There is nothing on this earth Ништо нема на оваа земја with whom they can be changed. кое што не може да биде променето. We do not have here something with value. Овде немаме ништо што е толку многу вредно, That we can say, I prefer to remain with this. за кое што можеме да кажеме јас попрво би останал со ова. So feel this challenge of God. Затоа почувствувајте го овој предизвик кој што доаѓа од Господа And let's start и да почнеме to study да проучуваме, the plan of redemption. да го проучуваме планот на спасението. The only science in the universe Единствената наука во универзумот who will be understood only by humans. која што единствено ќе биде разберена од луѓето во целиот универзум. The angels Ангелите and the other worlds и останатите светови won't be able to understand everything. нема да можат да разберат се во врска со оваа наука. Neither we. Дури не ние, But because of our experience here with the dust, меѓутоа поради нашето искуство овде со правот земски,
we will understand more than them. ние повеќе ќе разбереме отколку тие. I wanted to say something, but I will not say as I wanted to say. Сакав да кажам нешто, ама нема да го кажам како што сакав да го кажам. I will say only the second part. Ќе го кажам само вториот дел. Through the fall in sin Преку падот во грев and through the plan of redemption, и преку планот на откупување, we as humans ние како луѓе will be more close and connected with God ќе бидеме поблиски, поблиску поврзани со Господа, than if we had never fall into sin. отколку да никогаш не сме паднале во грев. Yeah, but I wanted to say something in the beginning. So, if there are people here who never attended a university, Ако има меѓу нас овде луѓе кои што никогаш не биле на факултет, who are shepherds, или пак from Luke, се пастири, you have the possibility to attain the greatest university. и вие имате можност да бидете дел од највозвишениот факултет. And if there are people here that attended university and graduated them, И ако имаме некои меѓу вас кои што сте биле на факултет и сте дипломирале, or you are studying them now, или пак во моментов учите, there will be a moment in your life ќе постојат моменти во вашиот живот when, as Paul кога исто како и Павле will say, ќе кажете: all this is garbage, сето ова е трици, ѓубре, comparing with the price of gaining Jesus во споредба со тоа да го добиете Христа and attaining the greatest university. и да бидете дел од највозвишениот универзитет. May God help every one of you and me Нека to be there. Господ ни помогне на сите нас и на мене да бидеме, да се најдеме таму. Амен. Amen. Амен.